Така. Држи. Супер. Идам јас. Ајде, ти се најде. Секаде сме распоредени со зелени елици, ние сме редарите, доколку било што ви треба слободно пристапете до нас. И како луѓе кои што сватија дека трагедијата што се случи во Кочани може да му се случи на било кој. И никој не е заштитен кога институциите не ја вршат својата работа. Ова не е политички повик. Ова е повик од срце за правда, за вистина и за човечност. Почитувани пратеници, бараме да покренете иницијатива за одржување на надзорна расправа пред надлежната собраниска комисија, како и да формирате посебна анкетна комисија за целосно и независно испитување на трагедијата, бидејќи загубата не е бројка, туку живот. Безбедност и право на навремено и ефективно постапување на институциите во ситуација со закана на живот. Бараме да се утврди зошто институциите задоцнија. Никој не треба да живее во мислата дека некој можел да биде спасен, а не бил. Никое семејство не треба да носи болка која е последица на ваков пропуст, негрижа или недејствување. Постапување на сите институции од локално до централно ниво. Да се утврди евентуална политичка или службена одговорност, да се подготват мерки кои што ќе спречат и ќе гарантираат дека ваква трагедија никогаш повеќе и никому нема да му се случи. Праќа за жал нашите најмили и не може да ни избриша болката. Барам институционална вистина, фер постапка и гаранција дека уште едно семејство нема да се разбуди во ноќта која што ние ја преживеавме. Вашата должност е да ја заштитите јавноста и сите граѓани. А од вас очекуваме човечност, одговорност, транспарентност и посветеност на заштита на животите на граѓаните. Бидејќи постапување на сите институции од локално до централно ниво. Да се утврди евентуална политичка или службена одговорност, да се подготват мерки кои што ќе спречат и ќе гарантираат дека ваква трагедија никогаш повеќе и никому нема да му се случи. Туку правдата е право, а одговорноста е ваша должност. Внатрешна револуција. 99 километри тага, мок, солзи, без гнев. И да го задоволат нашиот гнев. Надеж дека ќе изградиме заедница во која што овие луѓе нема да бидат сами. Алтернатива. Дали алтернативата да живееме во држава во која што родителите се плашат да ги испратат своите деца во диско, бидејќи дискотеките горат? Дали алтернативата да живееме во држава каде што се плашите да отидете во болница дека и болниците горат? Каде што се плашите да патувате бидејќи и автобусите горат? Каде што е опасно и да дишете бидејќи и депониите горат? Пратениците во ова собрание не може да соберат мнозинство, мислат што му треба на Кочани. Нека ги приемат семејствата, нека ги слушнат нивните мајки и нивните барања и нека најдат решение.
зашто знаат да носат решенија кога тоа е од нивни интерес. Правда за Гочани! Правда за Гочани! Правда за Гочани! Правда за Гочани! Јас зошто нема единство? Јас сум од село, кај нас емпатијата е на вистина голема. Од 100 луѓе, 55 се ќе истрајам, ќе докажам дека тоа семејство и сите овие семејства заслужуваат да има правда, заслужуваат да живеат слободно. Околе мене не е ова живот, не е ова среќа, ова е луѓе болка, ова е луѓе трагедија која што не уништи нас. Ова е... Ќе истрајам, ќе докажам дека тоа семејство и сите овие семејства заслужуваат да има правда, заслужуваат да живеат слободни, да има иднина, да има перспектива, а не да ни бега кадарот. Тоа се го ниту имале, бидејќи тоа не се раѓа, не се учи, тоа е наследно луѓе. Правда за Гочани! Затоа денес ви се обраќаме директно. Бараме судење без одлагање, без притисоци, без прикривање на докази, без селективност. Сме веста дека основниот кривичен суд го закажа почетокот на главната расправа за 19 ноември. И денеска бараме овој процес да биде транспарентен, непристрасен и правичен. Е нова рана за нас, нова навреда и засекавањето на нашите деца, но и нов удар врз довербата на правосудството и институциите. Зошто растеме со страв наместо со надеж? И зошто, кога ќе се случи најлошото, повторно никој не одговара? Одново и одново раѓање на болката во градите и кнедла. Сите за Гочани! Сите за Гочани! Сите за Гочани! Доста се коцкаме со човечки животи. Доста е! Тогаш кој ќе се плашило да греши и да не убива? Живе нашата болка! Ако сакаме да го смениме системот, да знаете дека системот е во нивните раце, да не дозволиме нашата болка да доживее уште некој, да видиме дека собата е